Големите барања на културните работници во градот е отворање на градска галерија. Дали е веќе просторот одреден и кога планирате да го реализирате овој проект и на кој начин? Градска галерија е исто еден од проектите кои јас уште на самиот почеток со големи симпатии или како да кажем со големи заложби сакам да ги оствариме во нашата општина, бидејќи пред се воден од потенцијалот на уметнички дела кои што со години се акумулирале во нашата општина преку ликовната галерија, преку наши локални еминентни познати уметници и навистина е штета овие вредни дела да стојат во некој депоа кои патем речено не сум сигурен колку се адекватни и да не се изложат на показ на нашите сограѓани кои гледам дека повеќето се гладни за такви манифестации, културни манифестации од областта и на уметноста и општо на културата. И во тој контекст ние веќе го правиме проектот, значи лоцирана е една општинска, би кажал, локација, тоа е поранешниот, така е познат, поранешниот објект Лаик или поранешното, нели, матична служба кај што се одржуваа венчавките, таа е испразнета, корисниците кои таму го користеле тоа е извесен период, имаа потполно разбирање и мислам и без да имат разбирање, тоа е сепак собственост на општина Струмица, ние си го вративме во наше владение. Проектот се изработува сериозно и веќе имаме проектирано таму некоја сума од околу 5,5-6 милиони денари кои што ќе биде чинење. Проектантска проценка е таа. Се надевам дека сите тие предизвици внатре кои што се создале со текот на времето, нели, одредени решенја кои што треба да го подобрат тој амбиент, бидејќи е тоа на некој начин запоставен еден проект и се надевам дека ќе биде еден украс на општина Струмица. Тоа е исто еден од приоритетите со претходните. Кога би требало да почне со реализација и колкав е временскиот период што зборувам за овие проекти кои ги еве јавно ги ветувам и за кои стојам и кои ги внесувам во буџетот, ги внесуваме за почнувате од следната наредната година. 2020 година. Штом ќе има услови со одобрување на буџетот, веднаш можеме да почнеме со овие. Се надевам дека нема да изгледат поголеми предизвици таму, бидејќи има некои технички решенја кои што се наметнуваат како проблем. Секогаш е така, ако нема проблеми, нели, не би било предизвик. Меѓутоа, мислам дека ќе ги решиме и во закажаните рокови или онаа што ни е одредница или желба ќе ги оствариме.